Словенечката радиодифузија испрати писмо до Европската радиодифузна унија ЕБУ со барање да му се забрани на Израел да учествува на настанот кој ќе се одржи во Базел, пренесува Јерусалим пост. Оттаму се наведува дека Словенија е првата европска земја која побара исклучување на Израел од Евровизија. Во случај нивното барање да не се послуша, Радиотелевизија Словенија донесе одлука да се повлече од следната Евровизија или, што е спротивно на правилата на тоа надпреварување, да го исклучи преносот за време на настапот на представниците на Израел. ЕБУ пак цврсто ги отфрли повиците за забрана на Израел од надпреварот во Малме, објаснувајќи дека се работи за надпревар меѓу јавните радиодифузери, а не владите, и дека Израел се уште има целосно право да учествува. ЕБУ се уште не одговорила на барањето на Словенија, но на 12 декември беше објавен список од 38 земји, меѓу кои Израел, кои ќе учествуваат на Евровизија. Да подсетиме, пред неколку дена се појави вест дека Израел можеби и нема да учествува на Евровизија во 2025. Како што објавија шведските медиуми, Израел можеби нема да учествува на следната Евровизија поради потенцијалниот закон за приватизација на државната телевизија КАН. Овај закон, предложен од израелскиот министер за комуникации Шломо Кархи, може да доведе до излегување на Израел од Европската радиодифузна унија ЕБУ, а со тоа и од Евровизискиот надпревар.